Добро вечер. Со завршувањето на секоја календарска година се сумираат резултатите кои сме ги постигнале во текот на изминатиот период. За тоа кои се резултатите кои што ги постигна специјалната болница Филип II во овој изминат период или оваа 2016 година, вечерова јас разговарам со нашата и ваша гостинка, доктор Тања Андјушева, субспецијалист кардиолог, медицински директор и одговорен лекар во одделот на интензивна нега. Пред да ја поздравам нашата гостинка, јас, почитувани, ќе ве повикам доколку имате некакво прашање до нашата гостинка 043-230-690 ќе биде отворен само за вас. Доктор Андјушева, добро вечер и добре дојдовте во К1 во Живе и здраво. Добро вечер, многу ми е драго што ме поканивте повтор пат да бидам гостин на оваа емисија, затоа што јас сум од Велес, како што знаете, и многу ми е драго кога си доаѓам во својот роден град. Така. Добро вечер и до сите гледачи на оваа ваша емисија. Така. Рековме, новата година е пред самиот праг, само уште неколку дена, неделат, во овие предпразнични или празнични веќе денови, сите ние ги сумираме резултатите за она што сме го сработиле во текот на целата година. Новата болница Филип II беше отворена во март. Меѓутоа, вие и претходно работевте континуирано во стариот дел. Што е она што вие го постигнавте како бројка во однос на извршени операции, на се она што значи ваш дел? 2016 година беше навистина тешка година за персоналот и тимот на Филип II, меѓутоа и многу успешна и многу плодна година. 2016 ние направивме вкупно 2000 операции, кои што ги почнавме дел во стариот дел. Би сакала да напоменам, само во новата болница се направени веќе 1500 операции. Голема работа, голема организираност на сите вработени при преселбата од стариот во новиот дел. Горди сме што тоа успеавме да го направиме крајно безбедно за сите наши пациенти кои што го довериле своето здравје да бидат третирани во нашата установа. Така. Но новата зграда не значи само нов објект. Истата е со многу софистицирана опрема и многу добри услови. Што е она што самата нова болница го нуди за пациентите? Пред се, тоа е посебен тип на градба, в која што во Македонија засега, па и пошироко во Европа, ја нема за болнички капацитети. Би сакала да напоменам дека е високо специјализирана, дека е екотип А зграда. Што значи тоа? Тоа значи дека е направена од специјални материјали кои што обезбедуваат безбедност на самите пациенти од загадување, а воедно безбедност и на самата средина од загадување. Воздухот кој што доаѓа во болницата е високо пречистен и специјални филтри и овозможува сигурни услови за сите оние кои што се лекуваат во болницата. Од друга страна, водата која што доаѓа во болницата исто така е филтрирана и контролирана низ повеќе филтри и внатрешна контрола постои на ниво на хлорираност на водата, на ниво на загаденост на водата, така да имаме тука уште едно ниво на безбедност на пациентите. Имаме специјален тип на безбедност во однос на стабилност на зградата, нели оваа година беше година на земјотреси. Меѓутоа нашата зграда е поставена на иглу систем, тоа е специјален систем како што се користи во Јапонија, каде што со самиот потрес на што го предизвикува трусното подрачје се пренесува еластицитетот на зидовите од зградата и се спречува да настане срушување. Значи мислено е на многу нивоа за да може да има стабилност и безбедност на зградата.
внатрешниот амбиент е користен специјални тапети, односно не се тоа тапети, него тоа се фиберглас облоги над зидовите, кои што се антистатски и не се лепи прашина, не се лепат бактерии на нив. Подовите исто така се специјални, кои што се антистатски, исто така не се лепи прашина, ниту бактерии на самите подови. Значи, со еден збор на секое ниво е мислено на безбедноста и превенцијата на појавата на интрахоспитални инфекции. Зградата не значи ништо ако не е опремена со она што треба да понуди услуга на пациентите. Значи, зградата е нешто што е убаво на вистина, како архитектонско изведување и организираност. Меѓутоа, опремата внатре е врвна. Уште на самото отварање беше промовирано дека Филип II станува референтен центар за Филипсовата диагностика. Значи, ние сме опремени со најновиот тип на магнет диагностика, последната генерација на магнет. Што значи тоа за пациентите? Тоа е значи апарат кој што им овозможува снимање на секој дел од човековото тело, меѓутоа овозможува уште да се даде и ткивната перфузија, во превод овозможува да за оние пациенти кои што имаат малигни заболувања се патат и најситните честички на појава на малигна болест или пак некоја метастатска промена, исто така со специјални боења и специјални течности кои што се даваат преку вена се овозможува да се разграничи дали станува збор за малигно ткиво, дали станува збор за бенигно ткиво кое што се има појавено во човековиот организам, што и не е така мала, нели, предност за самите пациенти. Да речеме за пациентките од женскиот пол овозможено е со магнетот да се направи добар скрининг на појава на карциномот на дојка. Знаеме дека се повеќе и повеќе карциномот на дојка е една болест која што ги ништи особите од женскиот пол. Меѓутоа, магнетот е многу, да кажеме, поедноставен како диагностичка процедура и помалку болен во однос на самата мамографија, а со неговиот капацитет и со перфузионоста на диагностичката метода овозможува рано откривање на појава на ракот на дојката. Покрај магнетот, тука ни е новата генерација на компјутерска диагностика и ангиографија. Тие две се поврзани со рентген зраците, меѓутоа сакаме да се пофалиме дека имаат 10 пати помало зрачење во однос на досегашните апарати кои што се присутни во Македонија, па и пошироко на Балканот. Значи, се минимално инвазивни за самите пациенти од гледна точка на зрачењето кое што би го предизвикале. Меѓутоа, од друга страна, се неприкосновени, посебно компјутерот, во диагностиката на каротидната болест, во диагностиката на периферните крвни садови и слично. Ангиографијата исто така ни е нова и овозможува прекрасни снимки. На ангиографот е овозможено, кој што го имаме, да се направи преклопување на сликите од компјутерската диагностика и сликите од магнетот, па и од ехото кој што се прави, и да се даде тродимензионален приказ на коронарните крвни садови околу срцето, и тоа во она вистинска форма како што ги има кај самиот пациент, што и не е така мала предност за колегата, односно за лекарот кој што го прави стентирањето или пак кој што ја прави диагностиката. Околу ангиографијата што представува истата? Малку да објасниме еве за гледачите што означува, што конкретно ангиографија е значи? диагностичка метода која што се користи за диагностицирање на заболувањата на крвните садови кај една единка. Како се прави? Се поставува една мала игличка, ние ја викаме шит, во десната радијална артерија, тоа е артерија која што се наоѓа во дорачието. Преку тој шит се внесува една жица, танка, со која што се доаѓа до коронарните крвни жили, потоа се внесува една мала долга тенок катетер, преку кој што се вбризгува контраста и се прикажуваат коронарните крвни жили. Тоа е единствен начин преку кој што може да се види колкав е степенот на запушување на коронарните крвни жили и да се каже дали треба стентирање, односно дали треба понатамошна операција. Може да се снимаат и каротидните крвни садови, може да се снимаат и крвните садови на нозете, меѓутоа компјутерската диагностика тука дава многу подобри резултати во тродимензионалниот приказ на овие крвни жили на нозете и на вратот во однос на ангиографијата. Дали е тоа болен процес? Па не.
како една обична игла која што се боцка мускулно. Мислам, дури може би и помалку болна, затоа што се дава локално анестетик. Претходно со пациентот се разговара, му се објаснува за се што го очекува во текот на испитувањето и пациентите влегуваат подготвени на самата диагностичка процедура. Така. Ова е една од уникатните услуги кои што се нудат во специјалната болница Филип II. Уникатна е по тоа што апаратот е многу побезбеден за разлика од другите кои што се моментално присутни во државата, затоа што дава 10 пати помалку зрачење за разлика од другите апарати. И уникатноста е таа што, например, кога се врши третман на вродени срцеви мани, на овој апарат се овозможува да се покаже и да се поврзе ултразвучната слика на вродената срцева мана со апаратот и да се даде правилен пристап при третманот. Со други зборови, кратко и просто кажано, ако еден човек има предкоморен дефект е дупка која што се наоѓа измеѓу левата и десната предкомора во срцето, со која што обично луѓето се раѓаат, таа се диагностицира на ехо. Истата може да биде третирана со помош на оперативно лекување, односно кардиохирушка операција, меѓутоа, ако не е многу голема, може да биде третирана и со интервентна процедура, односно преку жица да се влезе до десната предкомора и да се постави, ние докторите велиме девајс или народно кажано чадорче, со кое што таа дупка се затвара и се овозможува нормален живот на самиот пациент. На исти начин се прави процена и кај дечињата. Значи, ние сме уникатни во тоа што со не по секоја цена се оди кон пристапот на оперативно лекување, посебно кога станува збор за дете. Значи, се прави диагностика, се открива дека детето има вродена срцева мана, потоа се прави една тимска консултативна еден тимски консултативен состанок на кој што се презентира таа вродена срцева мана, возраста на детето и се донесува одлука дали ќе биде третирано со помош на операција или со помош на оваков тип на интервентна процедура. Предноста на детето е што нормално интервентната процедура е помалку стресна и за детето и за самиот родител, за разлика од оперативното лекување. Меѓутоа, за жал, кога мора да се направи операцијата, пак сме среќни што тука го имаме доктор Жан Митрев, кој што може да ја направи истата. Така. Еве, од вашето лично искуство, колку се вршат вакви испитувања во специјалната болница? Па, например, ние оваа година веќе имаме над 350-60 диагностички процедури, ангиографи имаме веќе над 1000, компјутерски снимања имаме исто така над 1000, магнет имаме некаде околу 300-400 овакви испитувања. Значи, голема е потребата на луѓето од овие диагностички процедури. Би сакала да ја додадам како новина и тродимензионалната, посебно ехокардиографија, трансезофагиална ехокардиографија, која што за нас не е новина. Ние работиме веќе едно добри 6-7 години во нашата установа, меѓутоа сега со Филипсовата апаратура и технологија која што ни е донесена е многу пософистицирана и многу подобро и полесно изведлива за во однос на диагностиката кај самиот пациент. Така, во однос на ангиографијата, колку време е потребно за да се направи истата? Зависно, диагностичка и на диагностичка ангиографија во просек трае некаде околу 30 на минути. Меѓутоа, зависи, нели, од комплицираноста на пациентот, дали треба понатаму третман, дали е само диагностика. Така. Во однос на останатите медицински достигнувања, вие вршите и торакална ануризма. Тоа е за прв пат овде кај вас. Јас Што представува истата? Значи, овака, аневризма представува заболување на крвните садови. Што во суштина представува? Представува проширување на луменот, односно на обемот на самиот крвен сад. Најчеста и најопасна е кога се јавува на аортата. Аортата е главен крвен сад која што ја носи крвта од срцето до сите органи. Кога се јавува на почетниот дел на аортата, кој што излегува од самото срце, третманот е неприкосновено оперативен и тука веќе имаме направено можеби на кај 1000 овакви операции во тек на овие 16 години. Многу е тежок пристапот кога се јавува во торакалниот дел. Тоа е делот каде што аортата се спушта према долните органи, односно према стомачниот дел.
и минува низ градниот кош, преку диафрагмата поминува во стомачниот дел. Тука операцијата се прави, меѓутоа е многу ризична и многу тешка затоа што се отвараат две шуплини, се отвара и градната шуплина, се отвара и абдоменалната шуплина и затоа медицината како наука направила едно многу навистина бум, иновација направила голема, каде што овој тип на аневризма може да се третира со помош на поставување на стент. Тоа е еден вид стент како што се постава и во коронарните крвни садови, меѓутоа нормално со многу поголем лумен, некаде до 3 сантима, со кој што всушност се стабилизира, се обложува зидот на аневризматски проширениот дел од аортата и се спречува да настане прскање на истата. Како се пристапува, се прави преку на апаратот за ангиографија, се работи во тимски пристап од страна на кардиоваскуларен хирург, во присуство на рентгенолог и на интервентен кардиолог. Се оди преку артеријата која што се наоѓа во предел на бутната регија, ние докторите ја велиме феморална артерија, преку која што се поставува шит, односно се поставува една канила, преку која што се поставува катетерот за преку кој што доаѓа и се поставува самиот стент на местото каде што е проширена аортата. Веќе имаме едно 6 до 7 овакви пациенти третирани. Бројката би била многу поголема, меѓутоа за жал оваа процедура не оди на терет на фондот и пациентите си ја плаќаат сами приватно, а цената на еден стент е малку повисока и затоа не е така мала бројката. Инаку на запад, каде што ова е прифатено како третман од страна на фондот, значи веќе станува стандардна процедура за третман на пациенти со торакална аневризма. Така. Кога го споменавте фондот, што покрива фондот овие услуги кои што вие ги работите? Кој ги покрива? Фондот ги покрива сите операции кои што се однесуваат за срцеви заболувања и сите операции кои што се однесуваат за големите крвни садови, односно за крвните садови на човековото тело, како што се каротиди и периферни крвни садови. Додека и ги покрива нормално, ја покрива коронарографијата како дијагностичка процедура која што е тесно поврзана со дијагностицирање на болеста на коронарната болест. Додека пак не ги покрива за жал сите овие дијагностички можности кои што можеме да ги пружиме како услуга на нашите пациенти, што навистина би помогнало, доколку би се нашло некоја алтернатива тука, би помогнало многу повеќе во рано дијагностицирање и превенирање на голем број на заболувања кај многу луѓе. Така, да се надеваме дека во иднина 2017 ќе не биде Дедомраз година. Така. Неодамна започна да работи и генетската лабораторија. Каков е интересот за оваа услуга? И какви испитувања прават најчесто пациентите? Ево, од искуството кое што во изминативе 2-3 месеци ми се чини толку работи. Генетската лабораторија е нешто што навистина направи бум и направи промена во целата филозофија на пристап на третман на пациентите во Филип II. Значи, се оди веќе кон она права персонализирана медицина. Што значи персонализирана медицина? Тоа значи не третман по онака како што е по шема и по клише, него третман според генетската предиспозиција на самите пациенти, односно на самиот човек. Сите ние имаме свое пишание, како што велат сите, и си го носиме со себе и со кое што се раѓаме на свет. И сега тоа пишание кажува како, дали и кои болести ќе се јават кај нас. И ние тоа пишание си го наследуваме од нашите предци. Дали прва генерација, нашите родители, нашите баби или пак можда трето, четврто колено на наследност. Порано требало многу време да се дојде до дијагностика и да речеме да се дијагностицира еден ген може би траело по цела година. Сега да се направи една дијагностика трае од 2-3 дена, генетска дијагностика, и можат селективно да се видат некои работи и склоности. Например, кај пациентите кои што се суспектни, кај кои што постои фамилиарна предиспозиција за карциноми, може со сигурност да се каже дали единката има предиспозиција, да речеме ако е женска особа, да има развие карцином на дојка, ако е машка особа карцином на простата, дали има склоност да развие карцином на дебело црево и слично. Доколку се појават такви склоности, тие луѓе, тие индивидуи треба да идат на многу почести скрининг, испитувања како што е, например,
колоноскопија или пак да се прави магнетна дојка. И оној момент кога ќе се верифицираат и минимални промени, тие да се отстранат, за да се спречи касното дијагностицирање на болеста кога истата е проширена веќе. Друго нешто што е карактеристично, знаете, дијабетот исто така може да биде стекнат, меѓутоа многу често се јавува и како вродена форма на дијабет. Тој е поврзан со неправилниот начин на исхрана, па затоа постојат специјални генетски тестови кои што откриваат што е причината за настанување на дијабетот и покажуваат како треба понатаму таа индивидуа да се храни за да се спречат компликациите или пак да се направи полесно регулирање на шеќерот во крвта. Тука се вродените срцеви маани, тука е пренаталната дијагностика. Например, да наместо една трудница која што да речеме нели она амниоцентеза која што е популарна и која што се прави, наместо да се боцка и да се изложува на ризик, сепак секое боцкање може да предизвика вносна инфекција, колку и да е стерилно работено, може тоа да се дијагностицира и со одредување на гените преку земена крв или пак преку бриз од букалната слузница, што е многу популарно. На таков начин може да се види дали детето има склоност, односно плодот ќе има склоност кон поедини вродени срцеви заболувања. Многу битно е исто така да се знае дека и поедини срцеви заболувања може да се предвидат како што е дилатативната кардиомиопатија, тоа е вродено проширување на срцевиот мускул, поедини видови на промени во ритмот на работата на срцето и луѓе кои што имаат склоност кон нагла смрт, може да се предвиди и да се каже, например, со генетиката, ако сакаме, нашето дете да се бави со спорт. И ние го форсираме упорно да се бави со еден тип на спорт. Меѓутоа, неговата мускулатура едноставно не е за тој тип на спорт. Ние можеме да му направиме стрес, траума и пореметување на неговиот организам. Али затоа со генетското испитување може да се види и каква е предиспозицијата и кој тип на спорт треба да се бави детето доколку ние сакаме. Дали треба да се бави со спортови каде што треба брза динамика и активација брза на мускулатурата, како што се трчање, атлетика, кошарка, или пак треба тонизација како што се тегови, теретана и тој тип на спортови, што е многу битно. Би сакала да кажам дека веќе во светот постојат и посебни атласи на познатите и врвни спортисти со нивниот генетски запис, што е доста интересно. Тука е секако и многу популарна две работи би ги напоменала. Нутригенетиката и посебен вид на генетско испитување каде што се откриваат толерабилноста на човековиот организам кон една огромна листа на лекови, 300 лека до сега е бројката на кој што може да се види толерабилноста. Што значи тоа во превод? Нутригенетика всушност е посебен вид на дијагностичка процедура каде што може да се каже во која група на пациентите спаѓаат по однос на типот на исхраната која што треба да ја користат. Нели, сите ние сме помалку или повеќе во одреден период на животот, некој држи диета, некој не држи диета, некој се храни овака, некој се храни онака. Некој гладува цел живот, а пак е дебел. Што значи тоа? Тоа значи дека постои комплетно неправилна исхрана. Во нашите гени е запишано кој тип на храна нас ни одговара и кој тип на храна ни помага да ние брзо го согориме и го употребиме за градба на нашите клетки и на нашите митохондрии. Ако испоред генетската предиспозиција постојат 3 типа на исхрана на индивидуите. Едниот е каде што се користи исхрана на база на јаглени хидрати, вториот е на база на протеини и масти во анапартез, а третиот е каде што од една страна јаглените хидрати треба да бидат еднакво застапени колку што се мастите и протеините. Што се случува? Например, ако му се препорача на некој човек да држи диета само со јаглени хидрати, а неговиот организам во суштина спаѓа во категоријата на протеини и масти, без разлика што он јаде јаглени хидрати, што гладува цел живот, нема да симне телесна тежина или пак ќе симне минимално. Можеме да се пофалиме дека веќе тука имаме навистина добри успеси, имаме категорија на пациенти кои што навистина спаѓаат во групата на патолошки дебели луѓе со над 150 килограми, кои што после оваквите испитувања и после одреден тип на исхрана и профил направени од страна на нашиот нутриционист,
е постигнато губење на телесна тежина до 30 килограми. Тука би го спомнала и ресторанот во Филип II, кој што нели е направен, е модерен, софистициран ресторан, каде што храната која што се подготвува е здрава храна на база на на посебен тип на технологија на подготовка на храната, се обрнува внимание на хранливите продукти кои што се користат. Сакам да кажам дека пациентите кои што се хранат во нашата болница се хранат со храна подготвена во овој ресторан. Тимот и персоналот кој што работи на вистина следеше и беше едуциран долг период додека стаса за да може да одговори на сите овие потреби кои што ги наметнува секојдневната пракса. Ресторанот е од отворен тип, имаме наш нутриционист кој што води сметка и ги контролира диетите на самите пациенти. И за лековите само сакам да назначам колку е битна генетиката и употребата на поедини лекови. Посебно за пациентите со кардиоваскуларни заболувања. Например, знаете дека аспиринот е составен дел, нели, секој пациент кој што е болен од срце мора да пие кардиопирин, аспирин или слично. Меѓутоа, не сите ние имаме склоност на нашите рецептори да одговориме адекватно на аспиринот или пак на клопидогрелот. Некои индивидуи се резистентни, значи отпорни на овој лек, а тоа можеме да го откриеме само ако направиме генетско испитување и тогаш тој лек ќе го замениме со друг лек кој што е адекватен од истата група и пациентот ќе има адекватен успех. Тоа е многу битно. Дали значи тоа дека може би аспиринот или било кој друг лек на некој не само што не му помага, туку може и да му одмогне? Да, има хиперсензитивност кон аспирин, да речеме, па може и минимални дози да предизвикаат крварење, а некои може да пијат и многу големи дози да немаат ефект. Тоа се однесува за аспирин, клопидогрел, варфарин, односно маркумара, односно луѓето кои што пијат лекови по шема и слично. Так. Или пак за пациентите кои што се, да речеме, болни од малигни заболувања и нели сите добиваат цитостатска терапија, меѓутоа за жал можеби тој цитостатик и не делува на туморот на од кој што боледува. Иако по шемата и по стандардите пишува и светот кажал дека делува, сепак и индивидуалноста, осетливост и индивидуална осетливост. Тоа може да се докаже и потврди со генетското испитување и да се потврди и потенцира кој цитостатик би требало да биде во прва група на лек кој што ќе се даде кај пациентот со малигно заболување. Каков е интересот за нутригенетиката во Филип II? Па можам да кажам дека нутригенетиката побуди многу голем интерес кај нашите, како да кажам, пациенти кои што доаѓаат кај нас на преглед. Затоа што е еден мултидисциплинарен пристап. Почнува со еден интернистички преглед, каде што се прегледува здравието на пациентот комплетно, потоа се прави генетското испитување, потоа после генетското испитување и резултатот и нормално биохемијата, лабораторијата која што е направена, во консултација со нутриционистот се прави соодветна диета за исхрана за понатаму. Тука влегува психологот со поддршка на индивидуата да издржи во тие тешки моменти, сепак се менува начин на исхрана, лајфстайл и слично. И на крајот повторно кругот завршува кај интернистот со редовните контроли што се прават на одреден временски период. Така. Примена на озон терапија е нешто што е единствено во специјалната болница Филип II, не само во Македонија, ми се чини во поширокиот регион. Колкав е интересот за овој вид на терапија и зашто се користи? Значи, озон терапијата е озонот представува во суштина отри. Стара формула се создава, нели, го осеќаме сите кога одиме на море и кога велиме колку е свеж воздухот и колку ни е пријатно. Тоа е отри молекула која што кога доаѓа во контакт со еритроцитната клетка од крвта на пациентот, се врзува за неа и кога влегува во човековиот организам, отри поминува во O2, а таа е една молекула на кислород која што се ослободува, во суштина го прави ефектот.
на нашето ткиво, кое што го нашиот организам му потпомага, му дава енергија, го стимулира метаболизмот и го стимулира регенерирањето, обновувањето на ткивото. А кога доаѓа во присуство каде што се наоѓа малигно ткиво, значи канцер, ги уништува тие клетки затоа што е докажано дека малигното ткиво и канцер клетките живеат во анаеробни услови, тоа се услови без кислород, додека пак озонот носи многу кислород и на таков начин ги уништува самите клетки. Ние озон терапијата ја користиме во повеќе полиња. Ќе почнам од полето на третман на гангрената. Тука ја користиме озон терапијата како озон вода, значи се озонира раната која што настанува како резултат на запушен крвен сад. Општо познато е дека ткиво кое што не се храни со крв, одумира и се ствара рана. Народот вели му скапува месото, не? Такви рани најчесто настануваат кај пациентите кои што имаат заболување на периферните крвни садови на нозете. Ние тие пациенти ги третираме со озон вода, на таков начин се чисти механички ткивото од присутните бактерии кои што се наталожени, мртвите клетки се очистуваат и се ствара подлога да тоа ткиво почне побрзо да заздравува. Оној момент кога ќе го исчистиме ткивото од бактериите, пациентот се упатува на васкуларна хирургија, се прави бајпас, се овозможува доволно дотур на крв и се овозможува да се донесе крв и до местото каде што настанала гангрената. На таков начин многу пациенти се спасени од вистински инвалидитет, доколку мора да се отстрани некој дел од телото, тоа е минимално во споредба со тоа да се отстрани половина нога и да навистина тој пациент биде инвалид на општеството. Другата област каде што се применува озонот е така наречената аутохемоозон терапија. Што представува тоа? Се зема крвта од самиот пациент и се озонира, се обогатува со озон и истата се враќа. Може да се применува како аутохемоозон терапија во поединечни сеанси од по секој втори, трети ден во време траење од 10 такви циклуса, или пак може да биде така наречена пулсна аутохемоозон терапија, која што се применува кај пациентите кои што се болни од малигни заболувања, каде што преку машината за екстракорпорална циркулација се вади крвта на пациентот, не целосно, нели, постепено се одзема, се оксигенира, односно се озонира и озонираната крв се враќа. Тој процес трае 1 час. После тоа пациентите обично навистина чувствуваат подобрување, се подобрува апетитот, се зголемува снагата и енергијата на пациентот. Оние анализи кои што проследуваат после тоа, например, се следи ниво на малигни клетки, се прави контролен компјутер, покажуваат дека метастатските промени кај пациентот се намалуваат. Покрај малигните заболувања, друго поле каде што озонот наоѓа голема примена како аутохемоозон терапија е кај автоимуните заболувања, како што е например лупусот, потоа како што се еден вид на миодистрофии. Многу голема примена има и кај дегенеративната промена на макулата на окото. Докажано е дека хипероксигенацијата на очното дно овозможува подобрување на ова вродено заболување кај пациентите и делумно стабилизација и спречување прогресијата на ова заболување, кое што води до сигурно слепило. Дали еднаш да се направи третман со озон е доволно или тоа треба да се повторува до некое си одредено време? Ако се прави аутохемоозон пулсна терапија, обично се прави на секој 15 до 20 дена по 1 час третман, тоа е со машината за екстракорпорална циркулација. А доколку се работи аутохемо сепаратна, значи оние со мали дози во време траење од половина час, каде што се зима обично 200 мл крв се зима на пациентот, се озонира и се враќа истата назад. Тоа треба да се работи 10 такви циклуса на секој втори, трети ден. Значи пак од прилика околу месец дена доаѓа. Академик Жан Митрев ми се чини дека спомна или некој од вашите колеги која беше гостин во Живе и здраво за пациент од Косово на кого што му била спасена ногата, која што требало веќе да биде ампутирана, токму со оваа озон терапија. Да, па не само од Косово, ние имаме и голем број на пациенти од нашата република, од Македонија, кои што им е спасена ногата и самите граѓани, мислам си, се задоволни на сето тоа. Така.
Да проговориме и за новите пристапи во ортопедијата. Ортопедијата е гранка која што во Филип II ни е присутна некаде од 2006 година. А нашите ортопеди ги прати судбината на многу тешки пациенти, затоа што тоа обично се пациенти кои што се со, ние велиме докторите, коморбидитети, односно пропратни заболувања од областа на кардиоваскуларните, значи со срце, притисок, шеќер и така натаму. Тоа се пациенти обично кои што на друго место се одбиени за оперативно лекување и доаѓаат кај нас. Кои се новините? Нови пристапи имаме во третман на заболувањата на рамениот зглоб, замена на рамен зглоб, нови типови на протези кои што се применуваат, например, тоа е така наречена новина златна протеза, која што навистина е нешто поскапа, меѓутоа дава многу подобри перформанси и подобра адаптибилност кај самиот пациент и подобро прифаќање од страна на пациентот. Исто така ендоскопијата е многу повеќе присутна секојдневно во третманот на заболувањата на зглобовите. Пациентите доаѓаат, се прави ендоскопската процедура и обично до вечерта или пак наредниот ден можат да си одат накај дома со многу подобра подвижност во зглобовите и со подобра комфорност во секојдневното нивно движење. Така. Кај абдоминалната хирургија и исто така и урологијата, веројатно и таму имате новини. Абдоминалната хирургија е хирургија која што исто така е секојдневна наша пракса. Таа ни е застапена некаде 2003-2004 година. Тука обично исто така судбината е со најтешките пациенти. Познати сме по третман на туморската патологија, каде што имаме тимски пристап кон оваа група на пациенти. Например, ако има голем тумор кој што треба да се извади, многу често се прави конзилиарно прикажување и одлучување што со пациентот. Многу често покрај, значи, абдоминалниот хирург влегува и васкуларниот хирург во оперативното поле, или пак, ако има индикација, се прави компјутерска ангиографија, се снимаат крвните садови на туморот и се прави склерозирање, односно затварање на тие крвни садови, со што се овозможува да нема крварење кога ќе биде операцијата или пак да нема проширување на туморот преку крвните садови во тек на самата операција. Урологијата, тука имаме веќе двајца уролози, нели нашиот Горан, морам како локал патриота да си кажам, и професор Попов, кој што повторно е кај нас, и како тим се и двајцата прекрасен тим и исто работат секаков вид на процедури во урологијата, од областа на ендоскопските процедури, од областа на туморската патологија, исто така, често кога треба и васкуларниот хирург, односно доктор Митре влегува со нив во оперативно поле кога се работи за големи тумори кои што се поврзани со крвните садови или кои што се во близина на самата аорта. Така. Проговоривме за најмодерните медицински достигнувања и сето тоа што вие го имате како болница. Да проговориме и за тоа колкав е капацитетот на болницата и кои се условите кои што таа ги нуди. Добро, болницата сега располага со 128 кревети. 70 кревети се навистина интензивна нега, од кои што 40 кревети се онаа најтешка интензивна нега за најтежок тип на пациенти. Интензивната нега е опремена со многу современа апаратура, почнувајќи од апарати за тишење, од мониторинзи. Горди сме сега да кажеме дека во новата година влеговме во нов голем проект со Филипс и ќе се воведе Филипсовиот мониторинг, најсовремен мониторинг на пациентите. Потоа тука имаме нормално интраортни балон пумпи, ЕКМО за третман на тешки пациенти со срцево откажување. Потоа имаме машина за ултрафилтрација, Призмафлекс од гамбровата машина што помага за третман на пациенти со сепса. Би кажала дека кај нас се третираат не само пациенти кои што се оперирани, него тука се третираат и пациенти кои што за жал во другите центри не ги прифаќаат и се навистина многу тешки, животно загрозени, а горди сме што многу од нив останале живи и се вратиле на своите семејства. Значи, такви пациенти имаме не само од Република, имаме од Косово, имаме па и подалеку. И тоа е она што ја дава нашата јачина и верба дека сме на правиот пат, дека правиме права медицина за да им помагаме на луѓето. Имаме апартманско сместување, тоа се врвни опремени апартмани. Имаме 12 на број.
кои што може да бидат еднокреветни, двокреветни, два екстремно луксузни апартмани, нормално секаков вид на пациенти имаме, каде што покрај редовните медицински услуги, тука доаѓаат и услугите за присуство на семејството им е овозможено. Телевизијата представува составен дел во секоја соба, без разлика дали е апартманско или не апартманско сместување. Меѓутоа, во апартманите веќе е овозможено и компјутерски пристап, и активност на пациентите, и интернет и така натаму, се што треба со сите услови. Така. Во однос на ургентниот дел, и тука сте опремени солидно, да ни објасните каква е опременоста токму овде. Во новата болница условите ни дозволија да направиме на вистински ургентен центар за прифаќање на ургентните пациенти, каде што е овозможена брза скрининг диагностика. Тој е составен дел на делот кај што се наоѓа ангиографијата. Возможено е за кратко време, веднаш после прифаќањето на пациентот, да се направат сите диагностички процедури, да се дојде до диагноза и пациентот да биде правилно истретиран. Нормално имаме и две веќе супермодерни возила, медицински возила за транспорт на пациенти, кои што ја би рекла се равни на една подвижна интензивна нега, опремени со перфузери, пумпи, опремени со мониторинг, со респираторна машина. Нормално персоналот кој што е логистика на ова возило има завршено Advanced Life Support, тоа значи напреднат степен за срцево оживување и се високо тренирани да можат да одговорат на потребите на сите ургентни случаи. Така. Вие сте достапни за секој 24/7, 365 така. дена во година. Исто така активни сте и на социјалните мрежи, но најавено е да се направи кол центар во текот на наредната година. Што ќе значи тоа? Какви услуги ќе нуди кол центарот? Кол центарот ни е неопходен за да може да одговориме на повиците на сите пациенти. Значи, ќе овозможи повеќе слободни линии, ќе овозможи да луѓето полесно дојдат, полесно ги закажат своите прегледи. Нормално ќе добијат информација за се она што се работи. Ќе биде опремена најнова централа која што ќе биде со адекватна брзина и капацитет да одговори на потребите на сите повици. Така, веројатно и на повеќе јазици. На повеќе јазици задолжително се воведува персоналот кој што ќе работи тука. Мислам ќе биде нормално македонскиот ни е наш базичен, албански, англиски, германски, српско-хрватски јазик, така. Ќе имаме италијански јазик, така да повеќе јазични подрачја ќе бидат опфатени. Не само тоа, туку и самата нова болница и целиот капацитет веројатно ќе треба и да се направат некои нови вработувања. Академик Жан Митрев најави дека ќе има нови вработувања. Колкава е таа бројка, не мора да кажете во бројка, меѓутоа за каков кадар станува збор? Дали само лекарски, дали се тука медицинските сестри или што се ќе... Па нормално, оваква болница бара и адекватен кадар, стручен кадар кој што ќе треба да одговори на потребите, затоа што не е планиран само прогрес на постоечките дејности, нормално се отвараат и нови дејности кои што бараат адекватно развој на истите и нормално ќе има потреба од адекватен кадар од специјалисти, средномедицински персонал, болничари, нормално администрација, персонал кој што ќе може да одговорат на овие потреби. Еве, например, ресторанот кој што се отвори побара голем кадар кој што имаше потреба да го обслужи тој персонал. Сакала да кажам дека ние имаме, да речеме, и перална која што представува наша логистика, каде што всушност со многу современа технологија се води сметка за хигиената и на постелнината, и на пижамите, па и на униформите кои што ги носиме ние како персонал, затоа што хигиената на ова поле е многу битна за превенција на интрахоспиталните инфекции, така да и тука има потреба од персонал кој што ќе се обслужува. Значи, се зависи од потребите на актуелните потреби кои што ќе се пројават. Колку вработени сте сега во Филип Стори? Скоро 300 веќе. Бројката ни е скоро 300. Морам да кажам дека почнавме од 5, што јас сум од првите денови таму и многу ми е драго што таа бројка расте.
Тоа представува права визија и права реализација на она што значи правилно водење, организација и дејност, односно права реализација на визијата на академик Митрев. Така. Еве на крајот на годинава, какви се вашите впечатоци за вас? Како помина 2016 година? Многу тешко, меѓутоа многу задоволни сме за тоа што е многу позитивна. Пред се, кажав, успешна преселба во новата болница, развој на нови дејности и гранки, нови вработувања, голема бројка на операции, стандардизација на процедури. Морам да кажам дека во тек ни и процедурата за GCA акредитацијата, што не е многу битна, затоа што таа представува еден вид акредитација и сертификација на нивото и стручноста во медицината која што е постигната на една здравствена установа. И тоа не е многу битно, и тоа го спроведуваме паралелно. Што би рекле, 2016 на вистина беше тешка, меѓутоа позитивно, билансно завршена година. Така. Многу спасени животи, многу среќни семејства. Што е и најважно. Што е и најважно. Така. Затоа што ние можеме да кажеме се и се што, меѓутоа пациентите и фамилиите се тие што треба да кажат за нас. Тоа е правата оцена. Така. Доктор Андјушева, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте повторно гостинка во Живе и здраво на К1 телевизија. Сосема за крај ќе ви посакам следната година да ви биде уште поуспешна од ова, да имате многу здравје пред се, лична среќа и нормално. Многу успеси на професионален план, такви какви што ги имате и до сега. А јас само би искористила еден момент, можеби би ве задржала. Нема проблем. 2017 би сакала да ја честитам на сите гледачи на оваа емисија, на сите велешани, на цела Македонија и да пожелам на сите луѓе многу здравје, среќа, многу успеси во животот, затоа што животот треба да се сака и да се живее. Така. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам. Почитувани, тоа беше доктор Тања Андјушева во денешното издание на емисијата Живе и здраво, впрочем и последно за оваа 2016 година. Мене на крај не ми останува ништо друго освен да ве поздравам и јас да ви посакам среќна нова година, многу здравје и се разбира среќа и многу успеси се гледаме во новата година.